Добар ден. Око на ТВ Нова. Во оваа емисија имаме еден гостин. Еве ја најавата за него. Си бев шекерче јас, првенец на Ацо Јанче, и бев трајче на конј, малечкото партизанче, и бев звезда во скок, во драмски бев, како во гето, и не излегов јас од бифето. Поред Шекспир, Фейдо, Јуџин Онил и Сашко Насев, а јас, колобрат и млад, и зелена трева пасе, и пев другар и брат, ортак и кум, пријател гринго, а децата ме викаа Чичкото Бинго. И почнавме животот и јас да трчаме трка голема, без препреки, без скочници, 100 приказни и подочници. Не ми е жал и би посакал бар уште и бев пијан и луд, среќен и горд на моите гени. Со страст патував сам, пишував блуз и љубев жени. И докторе знам, ке внимавам и после се да бидам добар. Ама, еве, за олдску уизбегав на мојот гроба. И се уште животот и јас си трчаме трка голема, без препреки, без скочници,
žal i bi posakal narušte naš. I bi posakal, živi se, ako može, bar уште Почитувани гледачи, верувам дека ќе се согласите од следните 40 на минути се премалку за се што има да каже Игор Џамбазов. Актер, шоумен, пејач, композитор, писател, со еден збор жива легенда. Игор, добре дојде во ТВ Нова. Добро вечер, добар ден на сите гледачи на ТВ Нова. Иако јас со тоа легенда, само што се ви правам? Што знам, имаме и ние легенди, ама мислам дека легендите завршија со дедо ми Петре, со таа цела една генерација. Ние сите се трудиме некако да наликуваме на нив и да го направиме барем дел од тоа што они го направиле во своите животи. Така да, легенда е малку претешка квалификација. Не сум среќен кога ми ословува така. Да не те фалам премногу на почеток на емисијата, но многумина те сметаат за посебен. Различен од сите и можеби неповторлив. Тоа го прифаќам. Заради Повеќе тоа од колку легенда. те представив така. Честито вработување. Како што разбрав, денови очекуваш првата плата како редовно вработен во Македонскиот народен театар. Така, јас сум дел од проектот Македонија вработува тројката. Зарем до сега беше хонорарец? Актер, почетник, како Бев невработен, му дојде? бев невработен. Значи, 1987 година на 15 јануари, заедно со мојот пријател, колега, другар Бранко Ѓорчев, бевме примени во Драмскиот театар. Таму работев до 93 година. Тоа е веројатно времето на моите најголеми театарски успеси тука, чија си игрев или Шприцер, не знам, женски оркестар и други многу представи. 93-та заради некакви мои бунтовни изливи во тоа време, решив да го напуштам тој театар. 6 месеци бев слободен стрелец и потоа се направи еден трансфер како од Реал во Барса. Тоа беше многу скандалозно дека Игор од Драмски премина во МНТ. Или како од Партизан во Звезда. Во тоа време исто и тие трансфери. Како од Вардар во Работнички. Да. И некаде до почетокот на овој век, кога едноставно бев избркан. Тоа многу малку луѓе го знаат дека јас сум избркан од Македонскиот народен театар. Кога? Значи, тоа е 2002-2003. А зошто? Што се случи тогаш? Па ништо не се случи. Се уште функционираат театрите во тоа време така да ти можеш да си глумец, да не играш во ниједна представа и да примаш плата. А јас во тоа време ги имав своите најголеми успеси на телевизијата. Тогаш беа оние легендарни бинга, што луѓето ги гледаа, ги сакаа и наистина заработував многу. И дури се сеќавам дека неколку пати им предложив на неколку од тогашните директори кои во тоа време многу се менуваа, дека ми е срам веќе да играм во една-две представи, да земам плата, и понудив на моето место да примат било кој млад глумец на кого му е идеал да работи во Македонскиот национален театар. А тие ми вика, ма седи си тука, кој ти дава вака, земај си плата. И еден ден отворив вест и на насловната пишуваше дека сум избркан од театарот. Значи не беа достојни ни да ми се јават да ми кажат дека не сметат повеќе на моите услуги, а образложението со кое сме избркани јас и еден мој колега, еден прекрасен глумец, кој го натера да ја напушти државата поради тоа. Образложението беше дека не сме доставиле нови биометриски лични карти кои во тоа време сите мора да ги имат. И така. Тоа беше шок за мене голем, затоа што јас сум сепак третата генерација актери од едно семејство во еден ист театар. Тоа можеш да проверуваш ретко каде во светот го има. И така едноставно се оддалечив јас од театарот. Од тогаш не беше вработен?
Не бе, Следеше вработен се наставно? додека не се сменија нештата, па некаде после 2006 година во МНТ дојде за директор Сашо Миленковски и на негов предлог гостува во представата Сомнително лице по повод 100 години од раѓањето на мојот дедо Петре Прличко. Ја играв неговата улога, што тој е играл над 40 години, над 1000 пати. Во исто време ја направив и Крал Иби со Бојан Трифуновски. Тоа беше таа некоја 1,5-2 години кога бев таму. И во тоа време почнува кракот да се случува во театрите. Почнува тие некакви чудни договори за дело кои актерите ги подпишуваат на 2 години во кои се обврзани да и почнува се случуваат работи во театарот што мене воопшто не ми се допаѓа, затоа што јас сум израснат во едно време кога театарот бил светиња и кога многу работи што сега се случуваат било непримерно да се прават. Во тоа време едноставно се повлеков и сватив дека ќе живеам можеби за секогаш, а можеби многу долго без театарот, да одморам и јас од него и тој од мене малку. И секаде кажував дека се уште не е време јас да се вратам во театар и нагласував дека единствениот човек кој би можел да ме врати е Тони Михајловски. Кој па пред скоро година дена стана уметнички директор на Македонскиот народен театар. Тука морам да спомнам и Весна Петрушевска која ме фати на препад, што се вика, го најде тој прекрасен текст на Едвард Олби и влеговме во игра сите тројца. И додека ја подготувавме представата, многу коректно и многу фер од нивна страна, луѓето од МНТ, значи не само Тони, туку и Дејан Пројковски, како генерален, ми понудија да се пријавам на конкурсот кој тие го објавија. И ете на стари години повторно се вработив. Можам да ти кажам дека ми направија и чест со тоа што ме рангираа во првите глумци, така наречените прваци во театар, тие што земат најголема плата и многу сум им благодарен за нив, затоа што ако ништо друго ми го наполнија испразнетото театарско его. И еве сега очекувам да веднаш прашав колку имам до пензија. Пресметаа дека имам околу 11 години до пензија и веднаш им побарав 24 пензии однапред ако може да го појачаме домашниот буџет, кој за жал пресуши после ова што ми се случи таа здравствена хаварија и кога навистина години нешто не можев да работам. Какви се реакциите за вработување? Па, да Имаше кажам, критики од типот еве го спасува другар му Тони Михајловски? се уште немало, но мислам дека после оваа емисија ќе има. Но иако беше објавено на некој начин, јас очекував да има повеќе реакции, но сега се што не е поврзано со изборите, со ВМРО и со СДС се е депласирано, така да таа информација помина некако бегло. Ќе видиме сега после ова интервју што ќе се случи. И јас само велам вака јавно дека јас само се вратив таму каде што припаѓам. Тоа го објави и Вест и тоа е вистинската формулација за тоа што барам јас во театарот. Се вратив таму каде што припаѓам. Се вратив во театарот кој го оформил мојот дедо, во театарот во кој во неговите звездени мигови учествувала и мојата покојна мајка Анче и јас како трета генерација и се уште несретнав човек, особено од театарот, кој има нешто против тоа. Напротив, дури сум и воодушевен од односот нивни кон мене. И ја чувствувам нивната радост и среќа што ќе работиме заедно и што повторно се мувам тука низ тие театарски ходници таму каде што припаѓам. Затоа и МНТ не е драмски? Заради се ова што го... Па не мора да ти кажам дека јас добив покана да речеме пред 2-3 години од директорот на драмски театар, господинот Роберт Велјановски, но не бев подготвен тогаш. Тоа беше пред 2 и кусур години. И еве оваа брачна игра што направиме со Весна некако не само што ме врати физички на сцената, но туку ми ги врати и оние подзаборавени фајлови во мојот мозок што Затапени театарски сетила? Например, мирисот. Мирисот театарски. Еден е театарскиот мирис. И во Никарагва, и во Бразил, и во Јапонија, и во Прилеп, театрите, исто мирисат. И повторно го почувствував тој мирис. Тој е оној креативен мирис, оној мирис на уметност, оној мирис на задоволство. Секој влегување во театарот за мене беше задоволство. И кога бев млад, и еве повторно на средни, да не речам стари години, повторно се чувствувам весел кога ќе влезам, особено во вака концепиран театар како што е МНТ во моментот.
И сите овие душебрижници што се јавуваат, што кажуваат дека театарот е во голема криза и дека не било никогаш пострашно, треба јавно да ги разуверам дека не се во право и дека своите политички фрустрации би било подобро да ги лечат на некое друго место, а не таму каде што најмногу боли, каде што е културата, каде што е уметноста, каде што е националното. Знаеш ти што значи да зборуваш против македонски национален театар? Зборуваш против самиот себе, особено ако си актер. Како е во новиот театар? Ти се допаѓа ли како изгледа и како е на сцената таму? Мирисот е ист, но ако направиш споредба, например, со стариот МНТ, како би ја опишал разликата? Не, стариот МНТ е само една монтажна барака која била направена привремено исто како и имево наше. Не беше за 2 месеца, па остана 20 години. Така и тоа направено е привремено, па ќе ја правиме денес, утре, заутре и остана. Театар Центар е реновиран неколку пати, ама таму мирисаше не само на театар, мирисаше и на други работи што не се примерни за театар. Мирисаше на канализација, мирисаше на старо, на дотраено, И мислам дека е вистински потек што и таму ќе се прави нешто ново. Таму е сега театар комедија, но мислам дека тоа место во центарот на градот заслужува еден подобар објект. Инаку овој новиот театар е сите што доаѓаат да ја гледат брачна игра викаат од моментот кога ќе влезеш до моментот кога си заминуваш, имаш чувство дека си дојден во светски театар. Ти се допаѓа стилот, личи на оној стариот театар што го градил Личи Ептен, па тоа овој театар е правен според проектите што се останати од тоа време. Јас сеќавам дека во дворот на мојот покоен дедо Петре имаше камени, маски, лустери, сијалици, се што успеале да спасат после земјотресот. И среќа се сочувани тие проекти и мислам дека главниот архитект се има служено со нив. Освен некакви нови преправки кои се заради технолошките напредоци, тоаш немало тоа што постои сега во смисла на техничка опрема на театарот, на представите, значи светло, музика. Можеби тука се направи некои мали остапки, но мириса на театар. Се чувствуваш навистина ексклузивно и како актер на сцената и како публика во салонот. Помина и театарот и уметноста како и се во државата и во општеството ни се една своевидна трансформација, криза, транзиција. Се врати ли достоинството на актерот како професија после се ова што се случи ни сите години? Помина и ти низ разни фази, лично. Да. Може ли денеска актерот да се чувствува достоинствено како уметник во Македонија? Ама знаеш како Горан? Оние што сакаат да се чувствуваат. Оние кои априори не сакаат да влезат во зграда. Што значи тоа не сакам да влезам во Македонскиот народен театар? Ја не го разбирам тоа. Слушнам режисери што велат дека не сакаат да режира во Македонскиот народен театар само заради тоа што таа зграда била толку чинела и така натаму. Тоа се глупости. Македонскиот народен театар може би единственото културно место во Македонија во кое сега за сега немам слушнато муавет за политика. Нема ни бифе. Знаеш ти што значи театар без бифе? И веднаш таму ургирав, викам, луѓе, не можете да правите добар театар без бифе. Ако не правиш трансфер од драмски? Не. Зборувам за следното. Ништо ние не сме научиле на времето од Академијата за драмски уметности. Ништо. Апсолутно ништо. Се учевме во драмски театар, ги гледавме представите, а подоцна одевме во бифето да слушаме што зборуваат глумците за сцените што ги одиграле вечерот, а што ние имавме среќа да ги гледаме. После проба се собиравме, значи бифето е дел од создавањето на театарската уметност. И многу големи представи се направени во бифе. Во последен момент, но не е битно, направени се во театарското бифе. Еви последниве години културата се врати, односно стана еден од државните приоритети, се отворија нови театри, се изградија објекти, се вработија нови актери млади, но сепак дел од театарските уметници се незадоволни и гласно критикуваат. Зошто? Спомна дека да се критикува МНТ значи да се критикува сопствениот идентитет. Па да, јас имам, да речеме, пријатели и од еднава, условно и од другава страна, кои се радикални во своите политички ставови, кои гласно размислуваат, и тоа е нивно демократско право, не се сложувам ни со едните, ни со другите, затоа што сметам дека уметникот своите ставови треба ги искажува низ својата уметност. Јас тоа го правам низ моите јавни настапи, моите концерти, кои се, да речеме, неколку месечно низ Македонијава, во своите книги, во интервјуа вакви јавни.
Уметникот треба да се занимава со себе и со уметноста. Има кој да се грижи за оваа држава. А ако веќе толку сакаш да си експонирам во тоа, и ако толку сакаш да докажеш дека овие не се во ред, па јас сега ќе ги сменам, легално е, оформи си политичка партија, направи програма, пријави се на изборите, па ќе да видиме кој си и што си. И затоа се деновиве Горан се актуелни тие незадоволства на некои од моите колеги кои се бореа со години за својата кауза, а сега ги нема на листите. И сега до завчера беа за Македонија, за културата, за македонското, за семето да не ни се сотре, а сега кога ги нема на листите, сваќаме дека они биле само за себе и за своите лични интереси. Политиката е се уште од женски род. Политиката е курва, а мене од кури ми е преку глава и затоа уште 2002 година кога се проба во политиката. Кога се проба во политиката и кога навистина за сосема малку не влегов, заради тоа што немав буџет, објавив дека нема се занимавам веќе сериозно со политика. Јас сум сега политикант еден кој со своите другари коментира дома што се случува на политичката сцена и се уште најомилена емисија во Македонија ми се сите снимки од комисиите во парламентот, сите директни преноси на пленарните седници, така натаму. Тоа е се уште најголемото шоу и едно време им љубоморев на политичарите, но сега јавно ги повикувам да ги тргнат своите нечисти раце од телевизијата и од медиумите, затоа што тоа е местото каде што ние треба да бидеме. А тоа ќе го подкрепам и со тезата дека во секој време ќе бидам подобар политичар отколку што се тие глумци. Така да секако сум 3 чекори пред нив. Како се справуваш со огромните дози на лицемерие? Ги чувствуваш ли воопшто? Па една од работите што мене најмногу ми пречи, што е, буквално ја мразам од нота на душата е тоа лицемерие. Особено во мојата професија. Значи, има колеги сега, актери, кои да речеме, значи јас можам да ги прифатам ставовите на актерите и од левава и од деснава страна, да можам да прифатам ако тој актер вреди. Ако знам дека носи багаж со себе. Како што има и од левава и од деснава страна. Но кога полуостварени театарски работници ќе зема да се бават со политика, тогаш не е добро за театарот. Сега е поплава од тие некои типови што никогаш не биле ни глумци, ни режисери, ни драматурзи, ама ете си го нашли своето место во политиката и тие се сега тие што го креираат. Тие се мејнстримот. И тоа е малку смешно, затоа што ние главните играчи се тргнати настрана. Знаеш како викат во Источна Македонија, биди паметен, прави се будала. И можеби не е тоа мојата звезда водилка, но ете ќе научи човек по нешто. Сега пред некој ден прочитав, не знам дали знаеш, таа е една најпозната старлета во историјата, Ана Никол Смит, Плейбој зајачица. Плейбој зајачица, која се омажи за 93 годишен милиардер, кој почина после една година и она си го бараше своето богатство од 1,5 милиарда долари. Таа една никаква старлета има кажано една голема вистина, која вели: само паметниот знае кога треба да биде глупав. Само паметните во овој момент знаат кога да се прават глупави. Што мислиш ти? Мене ми беше тешко да се определам. Не. Јас имам свое мислење, си го чувам за себе. Кај пишува дека јас треба да го кажам моето мислење? Каде тоа пишува? Или што променија овие што го кажаа своето мислење? Еве, јас си го чувам за себе. Што пишуваат на Facebook, а синхронизираат турски серии. Например, или што играат во филмови кои ги плаќа Министерството за култура, а потоа ги фарбаат објектите низ градот. Например, тоа е само еден пример. Значи има такви лоши примери од една и од другата страна, да се разбереме. И што му останува на човекот освен само да гледа и под мустак да се смее. Мене се ова ми е многу забавно, но се плашам дека до 11 декември ќе се случат некои работи кои нема да ни се допаднат. И ако воопшто има избори на 11 декември, јас би сакал лично да има, да се заврши овој циркус, затоа што ова премногу трае.
И овие колеги за кои зборуваме, премногу време изгубија по улици. Премногу време изгубија по дебатни емисии, по панел дискусии, а не работеа ништо. Јас за овие 2 години напишав 2 книги. Пред Нова година ми излегува 3-та книга. Пред крај сум со новиот албум со Гуру Харе. А направив една представа, имав преку 30 концерти. Снимив еден голем радио серијал кој ќе почне на Бувамара некаде од декември месец во стилот на легендарниот Душко Радовиќ на Радио Београд или во стилот на Чичко Бошко Смаќевски на програмата на фреквенциите на Радио Скопје на времето. Кажувам афоризми од умни глави кои ќе се емитуваат на секој час и така натаму. Сега ти кажам, за овие 2 години додека тие се бореа за своите условно права, јас се борев за гола екзистенција. А да сакав да го решам тој проблем, може многу елегантно, затоа што пред 2 години имав една навистина непристојна понуда од една од политичките опции, која можев да ја прифатам и немаше да треба да работам ништо до крајот на животот. Но пресметав во себе дека се уште не сум за продавање. Убава округла сума била сигурно. Беше. Што значи за тебе патриотизмот? Како ти ја сакаш Македонија? Па ја сакам со тоа што сакам да дознам се за неа. Сакам да ја видам целата. Гола. Не сакам да ми се шета низ дневната соба во пењуар. Сакам да видам цела разголена. Јас сум еден од ретките што ја видел Македонија во сите незини со сите незини мани и доблести. Тоа веќе луѓето го знаат дека јас сум еден од луѓето што навистина знае многу за Македонија. Чи не само географија, туку малку и историја, а особено луѓе. И ете на таков начин се сака својата држава. Кој дел од земјава најмногу го сакаш? Тиквешијата, Марио? Има ли место што ти го одзема здивот? Па има повеќе. Јас во последните 20 години на неколку точки им дадов акцент, но најмногу се задржав во Демирхисарско Слепче, значи скоро 8 години. Бев таму едноставно мислам дека таму се одлучив да ја свртам втората страница од животот, оваа поведрата, посветлата. Значи Слепче секако, но никако не смеам да го заборавам Маврово, кој е сега во овие моменти е навистина она старо Маврово кој јас го знам. Кога и да отидеше прекрасно. Струмичко Василево, Добрејци, Радовиш, Римникот на Таушанови во Радовиш. Каде беше на одмор, например, ова лето? Гевгелија, да речеме, на Пазаро. Кога одам во Гевгелија, одам директно на Пазаро, кај Кико и Иван, во една такво бифенце на Пазарот, во кој се свири цел ден на гитари, се пеат шансони, се оди на серенади и така натаму. Одамна имам раскрстено, да речеме, со Охрид, со Преспа, до Иран знам да поидам често. И сега сум во потрага по ново место. И местата се сетуваат бргу од мене, и јас од нив, но Слепче е тоа последното на кој му придадов навистина значење. Еве, голем поздрав до сите слепчани, демирхисарци, до Љупчо градоначалникот со кој навистина пред 3-4 години направивме една голема прослава од 1000 годишнина од манастирот во село Слепче, 1000 година од битката на Беласица. И дојде председателот на државата да ни направи чест. Јас го донесов Раде Шербеџија да ни направи чест. И така, тоа се моменти кои се памтат навистина. Раде Шербеџија со шеширот во Слепче и кажува на таа добар дан госпоđо, гледа и не може да верува. Убави моменти беа, но ете се си поминува, се си има некој почеток и крај, се си има свое траење, тоа е една од репликите во брачна игра. Да. Македонија се сака со срце, а не со напишани и издекламирани неколку реченици кои би требало да ја покажат твојата неизмерна љубов кон татковината. Македонија се сака со тоа што се пишу на македонски, се пеат песни на македонски, се зборува на македонски, се зачувуваат старите приказки што си ги слушнал. Затоа јас се ставам во книги. Јас себе си се сметам за хроничар на едно време. Сега ќе се испонасмеат овие што се професионални писатели, но јас со нив си имам еден договор ваков. Бидејќи они се многу вознемирени од тоа колку јас продавам книги, а они не може да продадат ништо. Затоа што нив книгите им ги платило Министерството за култура, мене моите книги никој не ми ги платил. Сам сум си ги печатал. И нив им е гајле потполно колку книги ќе продадат, а мене ми е гајле. Мене ми е гајле затоа што од тоа живеам. Сега пред Нова година ми излегува
Седмата книга која ќе биде во продажба се вика Диши длабоко, тоа се всушност сите мои стихови што сум ги напишал во животот. После гол човек, облечен човек, умрен човек, Гол човек, прирачникот за облечен, умрен, антиалкохоличари. прирачникот. Што имаш уште да кажеш? Има ли нешто нераскажано? Па има. Знаеш, вртиш на поезија. Ти пишуваш една книга, а во меѓувреме Се случуваат настани. ти се случуваат настани и добиваш материјали за втора. Да, ова се стихови. Сите стихови се вика Диши длабоко заради таа една од можеби најпопуларните композиции што сум ги напишал, воопшто текстови. И не само моите текстови, туку текстови за сите македонски звезди кои сум ги напишал, особено за, не знам, Тамара, не знам, за Каролина, не знам, за Владко Илиевски, не знам, за кого се сум пишувал јас, за Нокаут, така натаму. И кога ги собрав едно 5-60, направив еден убав избор, навистина како песнарка во времето на татко ми, тогаш се продаваа такви песнарки и мислам дека вистински подарок за нова година за сите што го сакаат она што го направил Игор Џамбазов. Брачна игра, пишуваш нова книга, читаш афоризми, ќе бидеш актуелен и во овој нов проект. Да. Тоше Проески. Да. Што Тоа е иде? една многу добра идеја. Значи, Македонската опера и балет во март ќе има премиера на мюзикл посветен на Тоше Проески, кој се вика Тајно моја, според една на неговите песни. Ќе биде вклучен целиот ансамбл на Македонската опера и балет. Се прават потполно нови аранжмани за оној грандиозен оркестар, огромен. Сони Петровски и Кокан Димушевски ги прават аранжманите. Ќе биде вклучен и хорот на МОП, и операта, балетот. Ќе оди на една од националните телевизии. И всушност ние бираме едно момче и едно девојче кои нам како жири најмногу ќе ни се допаднат, кои ќе учествуваат во тој мюзикл Тајно моја, чија премиера ќе биде во март месец. Всушност тоа е кастинг за избор на главните ликови. Тоа е талент кастинг шоу, така и го нарековме. За ликови во ова, не знаеме дали ќе бидат главни, не знаеме, затоа што таа представа веќе си се подготвува и нашите победници, под наводници, само ќе станат преку ноќ дел од тоа. Но главното заради што прифатив е приказката која е актуелна веќе неколку години. Јас бев еден од најгласните на социјалните мрежи, додека бев на социјалните мрежи, против странските шоуа во кои се бира Шоута од регионот. пејач. Шоута од регионот. Јас Да не се заборавајте создаваме дека македонска бев и во музика. жирито на првиот македонски идол. И бев еден од најгласните во смисла ги запрашував јавно дали ние македонците сме толку мутави да не можеме да направиме свој избор, свој шоу за А имаме свој таленти пејач. за пеење, Па, нели? имаме се. Еве сега овој проект ќе докаже дека ние навистина сме имале се. И мислам дека националните телевизии кои онака не малтретира со тоа неколку години ќе сватат дека сгрешиле. И јас го чекам тој момент кога ќе сватат дека сгрешиле и еве оваа национална телевизија на која ќе оди нашето шоу, барем малку ќе се искупи за за она што ни го правеше 4 години, мислам, на 2 август да ти пее Лепа Брена цел ден, тоа го нема никаде. На телевизија. А оди во Охрид ти пее Аца Лукас точно на 2 август, или Цеца. Па нека пее на 27 јули, нека пее на 8 август, значи не мора да пее на 2 август. На Илинден. На Илинден. Кога ја спомна Македонската опера и балет, во животот смени многу професии, односно играш многу улоги, но не знам, малкумина знаат, јас го најдов како податок, ако не е така, демантирајме, дека ќе се пензионираш како актер, но почна како балетан. Те бива и за балет? Да, кога преминував од драмски во МНТ, МНТ беше решен да ме прими, но немаше место меѓу актерите, но имаше едно испразнето место во балет. А тогаш беа, нели, ОЗТ балет, ОЗТ драма, ОЗТ технички служби и ОЗТ драма, на тоа е иста фирма. И така јас примав плата од балет, имав и своја балетска гримиорна, гардероба, со кревет, со монитор, со се, која делев со 2 балерини и ми беше прекрасно. Научи да играш малку или не? Не, но други работи научив. Ке ми дозволиш ли да бидам индискретен и да продолжиме вториот дел од интервјуто и со прашања за твојот приватен живот? Повели. Испеа многу песни од Време за плачење преку Скопје, Матка Сара и обратно до До каква е мојот оваа пат, ситуација? До мојот пат. Да. На последната Бубамара безмалку ја расплака публиката. Дали животот на Игор Џамбазов е тажна приказна? Никако. И секој кој ќе го свати така, го прави тоа за да се утеши себе си.
Емеќе ја не успеав во живота, ама еве и оваа будала не успеа. Зошто? Јас се сметам за реализиран и среќен човек. Тоа што можев да направам многу повеќе во животот, тоа е моја грешка. И јас си ги сносам последиците. Но јас сум среќен човек затоа што имам оставено нешто зад мене, што не смрди. Многу ми не остават нешто зад себе што смрди. Јас оставив неколку книги. Кога ќе заминал овој свет, сигурно ќе бидат 10 книги, 200 песни, Кој е твоето најголемо 70 представи, промашување 100 концерти. на професионален и на приватен план? На професионален план најголемо промашување ми е Джиш. Џамбазов Игор шоу, кој беше најавувано на националната телевизија и заврши во канта за отпадоци. Јас дозволив да бидам изманипулиран, излажан и така натаму. На крај сватив дека немам никаква поддршка, дека македонска телевизија во тоа време се занимаваше со избори и така натаму. Него ни завршиме договорот како што треба. И едноставно таа една идеја што се провлекуваше низ мојот мозок со години и за која бев навистина подготвен, не успеавме да ја реализираме. Многу ми е жал и јас сум му кажал многу пати дека тоа го сметам за најголемиот неуспех во животот. На приватен план, па сум имал доста работи, што сум можел и без нив. Но не се каам за ништо. Може би ете тоа, секогаш го спомнам и веројатно ќе спомнам до крајот на животот. Може би, ете, што нема едно мало џамбасче, може би тоа е мојот најголем неуспех. Да. Мислам дека беше... Се чувствуваш нереализирано како човек, бидејќи не создаде семејство. Па Дури да. една баба нели ти рекла во некоја пригода, Да, Игоре, жал ми е за тебе, ништо не направи во животот. Ништо не Претпоставам направи. мислела на Мислела на тоа, да. На формирање Па, на мисла, ако мислела на ова другото, тоаш не е во ред бабата. Ако ништо друго, барем се знае што сум направил. Никој не ми подарил мене ништо во животот. Се откажа од таа намера? Може би не е доцна. Па не сум се откажал, ама кандидатки, славо стоиме со кандидатките. Има кандидатки што се откажале. Не, тоа е завршена приказна. Завршена приказна и заради тоа што за такво нешто треба да се најде вистинската кандидатка. Има некои што од кариеризам би сакале да го направат тоа и јавно ми кажуваат дека од мене им треба само сперма во епрувета и дека сакаат да родат моје дете. Но мислам дека тоа сепак треба да биде производ на една љубов, на една страст, барем на нешто. Не може туку така да правиме. Има време или се чувствуваш престарен? Има во представата Собирен центар една гениална реплика, вика деца се прават со глава, а не со она што секоја будала го има меѓу нозете. Јас се почитувам таа реплика на Душан Ковачевиќ. Се чувствуваш престарено? Не, но се чувствувам стар за да почнам да се занимавам повторно со тој проблем. Тоа е веќе завршена приказка и мене ми е многу жал, се надевам дека ми е жал и на некои луѓе што сметаат дека ете така, мојот наследник би бил така нешто посебно и тоа не мора ништо да значи. И од мајката зависи, нели? Како функционираш по операцијата? Каков ти е биоритмот? Па добро се држам, добро. Добро, редовно пијам терапии. Цигарите ги смалив колку што можам, алкохолот го пијам сега само со повод, ако има некоја седенка, некој ова. Почнав да се движам, морам да вежбам, нозеве да ги вежбам. Сега пешачам, да речеме, 2 пати дневно и убаво ми доаѓа. Првите година дена, кога бев слабо подвижен, се чувствував така. Викам, леле, готово, вака ли излеа крајот. Дека ќе се мачам вака. И затоа и се залетав веднаш после операцијата да го правам тој несреќен џамбо фестивал. И едно 40 дена работев од утро до мрак и повторно завршив кај Жан Митрев и тоа беше црвен картон и сватив дека не смеам да се играм повеќе со своето здравје, треба да се дозира она што сакаш да го направиш. Но знаеш да се опуштиш од време на време, нели? Да. Машка менструација, викам јас таа. Трае 10 до 15 дена, еднаш во годината. Дисциплиниран? Кој ќе преживее, до горна ќе граница. прераскажува. Да, имав таква една машка менструација ова лето во Радовиш, на рибникот кај Таушанови. Па од таму скокнам малку и до Струмица, малку до Гевгелија, во таа моја, во тој дел од Македонија што јас најмногу си го сакам. Направив се што не смееше да се прави за тие 15 дена и се вратив на старите патеки, повторно со терапија, со ова луѓето кои ме прашаат каде беше на одмор во Радовиш.
Вие каде бевте? Игор, статистиката го бележи она што може да се изброи, нели, број на објавени книги, песни испеани. Да, неумолива е премиери одиграни. статистиката, неумолива. Да, и тоа веројатно има точна бројка на се. Од она што не може да се изброи, туку може само да се предпостави. Си помислил некојаш колку алкохол поминало низ твојот стомак? Па тоа тешко може да се пресмета. Во литри, во... Не, какви литри, не. Многу повеќе. Многу повеќе, дури некој пресмета од нашите пријатели од времето, кога правевме Хавана бенд со Зеко и Пиже, Шток ми беби и така натаму, некој пресмета дека сме испиле 7 шлепери шток. Но тоа беше 1990 и некоја, сега сме 2016. Не, шегата на страна. Многу алкохол. Само да ти кажам, јас се уште уживам во секоја голтка добар алкохол. Добра домашна ракија македонска. Се уште уживам во секоја голтка. Мене не ме привлекува состојбата од која ќе се напиеш алкохол. Мене ме е позната таа состојба, или те боли глава, или ти се повраќа, или Мамурлук е мамурлук. Мамурлук. Но мене се уште ме возбудува секоја голтка кога ја пијам таа домашна ракија или некој добро мезе, а со тоа оди добар муабет кој завршува секојаш со гитара. И така некако изгледаат овие мои сега алкохолни денови. А со жените, некаде прочитав дека во животот си љубел само неколку, вистински. Па да, неколку. Имало многу, неколку биле вистински. Па да. Па, добро, јас живеев во растев, созрева во такво време, ние бевме една многу промискуитетна генерација. Навистина. Тоа се крајот на 80-тите, почеток на 90-тите, кога сексот навистина беше главна тема во Скопје. Сите зборуваа за тоа. Никој не зборуваше за политика. Сите зборуваа за згодни жени, за згодни мажи, за тоа каде излегуваат најубавите жени, како да дојдеме до нив. И ги минувавме партнерите многу често и многу пати се случуваше да седиме на маса четворица и да зборуваме за една особа која поминала и на крај сваќаме дека она се дружила со сите нас. Но такво беше времето. Такво беше времето, но за пофалба тоа беше време кога сидата веќе се јавуваше како опција и кај нас, првите случаи, и колку и да бевме промискуитетни, ние сме генерацијата што ги промовираше презервативите како такви, овие модерни презервативи. Во тоа време никој не размислуваше за полови болести и така натаму, иако од време на време ќе се појавеше некоја, но битна беше таа, битна беше бројката. Има вие другари што запишуваа точно кој датум, како се вика женската, колку пати и така натаму. Сексот беше главна тема. И сега сексот е главна тема, ама сега сексот завршува овде во мозоците, не сексаат сега. Во книгите откриваш разни пикантерии. Ти се налутил некој од ликовите, бидејќи таму лесно се препознаваат карактерите? Никој. Па мислам да се налутил некој до сега, тоа ќе беше... Кога ги спомна Зеко Пиже и стариот ноќен живот во Скопје, дали ќе ти текне ако ти спомнам само КМР Скај радио, Игор Џамбазов. Што беше тој потфат? Тоа беше Да ти помогнам? Гинисов рекорд, 24 часа и 1 минута водев емисија. Радио, по некакви стандарди. 92-а. Дојде представник на Гинисовата книга од Белград. Но сеќам дека требаше да се партиципира со пари за да ти го признаат рекордот. И тоа беше некоја огромна сума што ние не можевме да ја направиме, но како потфат беше феноменално. Цел град слушаше, сите ги има ставено радијата на Скај радио и ја слуша емисијата од 10:30 навечер до 10:31 минута утредента. Со искуство собирано уште од времето на Трајче Дрварчето до мудроста на еден зрел, средовечен човек. Колку ти се променија приоритетите? Што е денес најважно за тебе? Па здравието. И после сите перипетии во животот, ќе дојдеш на она што ти го кажувале бабите и дедовците, а ти си викала, бегај какво здравје, чекај да видиме што ќе направиме. Здравието, па се друго. Кога си болен или кога знаеш дека си ровит во здравието, не можеш да бидеш ни креативен, не можеш да бидеш ни од полза за семејството, за пријателите, за општеството воопшто. А најбитно е да си здрав во мозокот. Тоа е најбитно. Имаме многу пациенти кои имаат проблем со тоа, а за несреќа се на
насловните страни и на главните вести и така натаму. Мислам дека ако воопшто има избори на 11 декември, ако ништо друго, тврдам дека не очекува еден фин мир од нова година па натаму. Затоа што ако биде се регуларно и ако повторно се појави некој да каже дека не е регуларно, навистина ќе престанам да гледам и Собраниски канал. Јавно се заканувам дека ќе престанам да гледам Собраниски канал, бидејќи само јас изгледа дека ги гледам, никој друг. Имам уште неколку прашања Повели. и 5 минути. Ајде. Ќе ги одговориме на брзина или ќе се одјавиме тука? Ајде, на брзина. Сега ти е здравјето најважно во текот на годините. Што најмногу ти годеше? Забавата, популарноста, аплаузот на сцена, жените, добра телевизиска емисија. Сето тоа воедно. Сето тоа воедно. И тоа е одговор на прашањето што сам го постави пред некое време, дали сум среќен човек. Значи, човек што сето ова го поминал низ животот не може да биде несреќен човек. Така сака да ме прикажат тие на кои не сум им омилен. Сега од оваа перспектива, ако погледнеш назад, што гледаш, греф или шприцер? Гледам многу шприцер и малку греф. Сите гревови што ги направиме во животот се кон мене. И затоа никој нема право да ме осудува. Единствениот кој смее да го осудува Игор Џамбазов е Игор Џамбазов. Како денес поминуваш низ искушенијата? Лесно, се имам договорено со себе што смеам да правам и колку смеам да правам. Најтешко е да се договориш со себе, ама јас успеав да го направам. Тој договор не е заверен на нотар, но заверен е тука некаде. Сватив дека до крајот на животот ми останува само да работам. Затоа што мислам дека се уште можам многу да дадам, а имам таква болест што не ми гарантира дека утре ќе се разбудам жив и здрав. И затоа сакам што повеќе да направам додека сум уште со сите. Ако добиеш седмица на лото, што ќе направиш со парите? Исто што би направил и сообраќајниот полицаец, би си отворил приватна раскрсница. Нема да добијам јас никогаш седмица на лото. Не ни играм лото. Обложувалница? Понекогаш. Знам да седнам со друштво, тоа да го најавуваме 3 дена, да одредиме еден надпревар што ќе го гледаме. Вистински пријатели ги спомнуваш во една од книгите. Тино знае се за тебе. Добро е да имаш таков пријател кој знае повеќе за тебе отколку сам за од себе. себе. Тие се десетина се, со кои сум секојдневно во контакт. Тони, тука е Весна, Период Нокаут, Тамара, Кики, Катерина Ивановска манекенката, Ранко Буламара. Тие се луѓето со кои работиш, со кои си по цел ден, кои знам дека ми мислат добро. И кога за 11 години ќе отидеш во заслужена пензија, што ќе правиш, како ќе трошиш времето? Веднаш земам 24 пензии аванс. Исто ќе го поминувам времето, исто. Јас би сакал да завршам како дедо ми Петре, кој беше еден многу весел, темпераментен и пензионер кој не застануваше. Мислам дека и јас така некако ќе завршам, додека не дојде судниот ден. Се уште чувствувам дека народот се радува кога ќе се појавам на некој место каде што не сум најавен. Скопје не е мерило за ништо. Скопје е најголемото село. Скопје не е мерило за ништо. Вистинската Македонија се наоѓа некаде стотици километри од овде. Вистинската Македонија почнува после тунелот Димир Капија. Кога ќе дојдеш до Удово, Јосифово, Давидово, Миравци, Петрово, Ума, кога одиш на кај Евгелија, Прдејци, Мрзенци, Евгелија, Богданци, Стојаково, тоа е Македонија. Таму се луѓето насмеани. Таму е тоа сонце за кое се зборува. Тоа е Македонија. Игор, ти благодарам што го сподели со нас, со гледачите на ТВ Нова ова неделно попладне и за сите овие работи што ги кажа. Ти посакувам добро здравје, многу книги, многу песни и многу убави моменти во животот. Ви благодарам за поканата, се гледаме. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во ова што го слушнавте од Игор Џамбазов. Ја ви посакувам пријатно неделно попладне и довидување во недела во истиот термин. Кои ги Плаќа Министерството за култура, а потоа ги фарбаат објектите низ градот.
На пример, тоа е само еден пример. Значи има такви лоши примери од една и од другата страна, да се разбереме. И што му останува на човекот освен само да гледа и под мустак да се смее. Мене се ова ми е многу забавно, но се плашам дека до 11 декември ќе се случат некои работи кои нема да ни се допаднат. И ако воопшто има избори на 11 декември, јас би сакал лично да има, да се заврши овој циркус, затоа што ова премногу трае. И овие колеги за кои зборуваме, премногу време изгубија по улици. Премногу време изгубија по дебатни емисии, по панел дискусии, а не работеа ништо. Јас за овие 2 години напишав 2 книги. Пред Нова година ми излегува 3-та книга. Пред крај сум со новиот албум со Гуру Харе. Направив една представа, имав преку 30 концерти. Снимив еден голем радиосеријал кој ќе почне на Бувамара некаде од декември месец во стилот на легендарниот Душко Радовиќ на Радио Београд или во стилот на Чичко Бошко Смаќевски на програмата на фреквенциите на Радио Скопје на времето. Кажувам афоризми од умни глави, кои ќе се емитуваат на секој час и така натаму. Сега ти кажам, за овие 2 години додека тие се бореа за своите условно права, јас се борев за гола екзистенција. А да сакав да го решам тој проблем може многу елегантно, затоа што пред 2 години имав една навистина непристојна понуда од една од политичките опции, која можев да ја прифатам и немаше да треба да работам ништо до крајот на животот. Но пресметав во себе дека се уште не сум за продавање. Убава округла сума била сигурно. Беше. Што значи за тебе патриотизмот? Како ти ја сакаш Македонија? Па ја сакам со тоа што сакам да дознам се за неа. Сакам да ја видам целата. Гола. Не сакам да ми се шета низ дневната соба во пењуар. Сакам да видам цела разголена. Јас сум еден од ретките што ја видел Македонија во сите незини со сите незини мани и доблести. Тоа веќе луѓето го знаат дека јас сум еден од луѓето што навистина знае многу за Македонија. Че не само географија, туку малку и историја, а особено луѓе. И ете на таков начин се сака својата држава. Кој дел од земјава најмногу го сакаш? Тиквешијата, Марио, има ли место што ти го одзема здивот? Па има повеќе. Јас во последните 20 години на неколку точки им дадов акцент, но најмногу се задржав во Демирхисарско Слепче, значи скоро 8 години. Бев таму едноставно мислам дека таму се одлучив да ја свртам втората страница од животот, оваа поведрата, посветлата. Значи Слепче секако, но никако не смеам да го заборавам Маврово, кој е сега во овие моменти е навистина она старо Маврово кој јас го знам. Кога и да отидеше прекрасно. Струмичко Василево, Добрејци, Радовиш, Римникот на Таушанови во Радовиш. Каде беше на одмор, например, ова лето? Гевгелија, да речеме, на Пазаро. Кога одам во Гевгелија, одам директно на Пазаро, кај Кико и Иван, во една такво бифенце на Пазарот, во кој се свири цел ден на гитари, се пеат шансони, се оди на серенади и така натаму. Одамна имам раскрстено, да речеме, со Охрид, со Преспа, до Иран знам да поидам често. И сега сум во потрага по ново место. И местата се сетуваат бргу од мене, и јас од нив, но Слепче е тоа последното на кое му придадов навистина значење. Еве, голем поздрав до сите слепчани, демирхисарци, до Љупчо градоначалникот со кој навистина пред 3-4 години направивме на голема прослава од 1000 годишнина од манастирот во село Слепче, 1000 година од битката на Беласица. И дојде председателот на државата да ни направи чест. Јас го донесов Рада Шербеџија да ни направи чест. И така, тоа се моменти кои се памтат навистина. Рада Шербеџија со шеширот во Слепче и кажува на таа добар дан госпоđо, огледа и не може да верува. Убави моменти беа, но ете се си поминува, се си има некој почеток и крај, се си има свое траење, тоа е една од репликите во брачна игра. Да. Македонија се сака со срце, а не со напишани и издекламирани неколку реченици кои би требало да ја покажат твојата неизмерна љубов кон татковината. Македонија се сака со тоа што се
пишу ги на македонски, се пеат песни на македонски, се зборува на македонски, се зачувуваат старите приказки што си ги слушнал. Затоа јас се ставам во книги. Јас себе си се сметам за хроничар на едно време. Сега ќе се испонасмеат овие што се професионални писатели, но јас со нив си имам еден договор ваков. Бидејќи они се многу вознемирени од тоа колку јас продавам книги, а они не може да продадат ништо. Затоа што нив книгите им ги платило Министерството за култура, мене моите книги никој не ми ги платил. Сам сум си ги печатал. И нив им е гајле потполно колку книги ќе продадат, а мене ми е гајле. Мене ми е гајле затоа што од тоа живеам. Сега пред Нова година ми излегува седмата книга која ќе биде во продажба, се вика Диши длабоко, тоа се всушност сите мои стихови што сум ги напишал во животот. После гол човек, облечен човек, умрен човек. Гол човек, облечен, умрен, прирачникот. прирачникот. Што имаш уште да кажеш? Има ли нешто нераскажано? Па има. Знаеш, вртиш на поезија. Ти пишуваш една книга, а во меѓувреме Се случуваат настани. ти се случуваат настани и добиваш материјали за втора. Да, ова се стихови. Сите стихови се вика Диши длабоко заради таа една од можеби најпопуларните композиции што сум ги напишал, воопшто текстови. И не само моите текстови, туку текстови за сите македонски звезди кои сум ги напишал, особено за, не знам, Тамара, не знам, за Каролина, не знам, за Владко Илиевски, не знам, за кого се сум пишувал јас, за Нокаут, така натаму. И кога ги собрав едно 50, направив еден убав избор, навистина како песнарка во времето на татко ми, тогаш се продаваат такви песнарки и мислам дека вистински подарок за Нова година за сите што го сакаат она што го направил Игор Џамбазов. Брачна игра, пишуваш нова книга, читаш афоризми. Ќе бидеш актуелен и во овој нов проект. Да. Тоше Проески. Да. Што Тоа е една многу добра идеја. Значи, Македонската опера и балет во март ќе има премиера на мюзикл посветен на Тоше Проески, кој се вика Тајно моја, според една на неговите песни. Ќе биде вклучен целиот ансамбл на Македонската опера и балет. Се прават потполно нови аранжмани за оној грандиозен оркестар, огромен. Сони Петровски и Кокан Димушевски ги прават аранжманите. Ќе биде вклучен и хорот на МОП, и операта, балетот. Ќе оди на една од националните телевизии. И всушност ние бираме едно момче и едно девојче кои нам како жири најмногу ќе ни се допаднат, кои ќе учествуваат во тој мюзикл Тајно моја, чија премиера ќе биде во март месец. Всушност тоа е кастинг за избор на главните ликови. Тоа е талент кастинг шоу, така и го нарековме. За ликови во ова, не знаеме дали ќе бидат главни, не знаеме, затоа што таа представа веќе си се подготвува и нашите победници, под наводници, само ќе станат преку ноќ дел од тоа, но главното заради што прифатив е приказката која е актуелна веќе неколку години. Јас бев еден од најгласните на социјалните мрежи, додека бев на социјалните мрежи, против странските шоуа во кои се бира Шоуто од регионот. пејач. Шоуто од регионот. Јас не се заборавајте создаваме дека македонска бев и во музика. жирито на првиот македонски идол. И бев еден од најгласните во смисла ги запрашував јавно дали ние македонците сме толку мутави да не можеме да 93-та заради некакви мои бунтовни изливи во тоа време решив да го напуштам тој театар. 6 месеци бев слободен стрелец и потоа се направи еден трансфер како од Реал во Барса. Тоа беше многу скандалозно дека Игор од Драмски премина во МНТ. Или како од Партизан во Звезда. Во тоа време исто и тие трансфери како од Вардар во Работнички. Да. И некаде до почетокот на овој век, кога едноставно бев избркан. Тоа многу малку луѓе го знаат дека јас сум избркан од Македонскиот народен театар. Кога? Значи, тоа е 2002-2003. А зошто што се случи тогаш? Па ништо не се случи. Се уште функционираа театрите во тоа време така да ти можеш да си глумец, да не играш во ниједна представа и да примаш плата. А јас во тоа време ги имав своите најголеми успеси на телевизијата. Тогаш беа оние легендарни бинга, што луѓето ги гледаа, ги сакаа и навистина заработував многу. И дури се сеќавам дека неколку пати им предложив на неколку од тогашните директори кои во тоа време многу се менуваа, дека ми е срам веќе да играм во една-две представи, да земам плата, и понудив на моето место да примат било кој млад глумец на кого му е идеал да работи во Македонскиот национален театар. А тие ми вика, ма седи си тука, кој ти дава вака, земај си плата. И еден ден отворив вест и на насловната пишуваше дека сум избркан од
театарот. Значи не беа достојни ни да ми се јават да ми кажат дека не сметат повеќе на моите услуги, а образложението со кое сме избркани јас и еден мој колега, еден прекрасен глумец, кој го натера да ја напушти државата поради тоа. Образложението беше дека не сме доставиле нови биометриски лични карти кои во тоа време сите мора да ги имат. И така, тоа беше шок за мене голем, затоа што јас сум сепак третата генерација актери од едно семејство во еден ист театар. Тоа можеш да проверуваш ретко каде во светот го има. И така едноставно се оддалечив јас од театарот. Од тогаш не беше вработен? Не бе вработен, се додека не се сменија нештата, па некаде после 2006 година во МНТ дојде за директор Сашо Миленковски и на негов предлог гостува во представата Сомнително лице по повод 100 години од раѓањето на мојот дедо Петре Прличко. Играв неговата улога, што тој играл над 40 години, над 1000 пати. Во исто време ја направив и Крал Иби со Бојан Трифуновски. Тоа беше таа некоја 1,5-2 години кога бев таму. И во тоа време почнува кракот да се случува во театрите. Почнуваат тие некакви чудни договори за дело кои актерите ги потпишуваат на 2 години во кои се обврзани да и почнува се случуваат работи во театарот што мене воопшто не ми се допаѓа, затоа што јас сум израснат во едно време кога театарот бил светиња и кога многу работи што сега се случуваат било непримерно да се прават. Во тоа време едноставно се повлеков и сватив дека ќе живеам можеби за секогаш, а можеби многу долго без театарот, да одморам и јас од него и тој од мене малку. И секаде кажував дека се уште не е време јас да се вратам во театар и нагласував дека единствениот човек кој би можел да ме врати е Тони Михајловски. Кој па пред скоро година дена стана уметнички директор на Македонскиот народен театар. Тука морам да спомнам и Весна Петрушевска која ме фати на препад, што се вика, го најде тој прекрасен текст на Едвард Олби и влеговме во игра сите тројца. И додека ја подготувавме представата, многу коректно и многу фер од нивна страна, луѓето од МНТ, значи не само Тони, туку и Дејан Пројковски, како генерален, ми понудија да се пријавам на конкурсот кој тие го објавија. И ете, на стари години повторно се вработив. Можам да ти кажам дека ми направија и чест со тоа што ме рангираа во првите глумци, така наречените прваци во театар, тие што земат најголема плата и многу сум им благодарен за нив, затоа што ако ништо друго ми го наполнија испразнетото театарско его. И еве сега очекувам да веднаш прашав колку имам до пензија. Пресметаа дека имам околу 11 години до пензија и веднаш им побарав 24 пензии однапред ако може да го појачаме домашниот буџет кој за жал пресуши после ова што ми се случи таа здравствена хаварија и кога навистина години нешто не можев да работам. Какви се реакциите за вработување? Па да Имаше кажам, критики од типот еве го спасува другар му Тони Михајловски? се уште немало, но мислам дека после оваа емисија ќе има. Но иако беше објавено на некој начин, јас очекував да има повеќе реакции, но сега се што не е поврзано со изборите, со ВМРО и со СДС се е депласирано, така да таа информација помина некако бегло. Ќе видиме сега после ова интервју што ќе се случи. И јас само велам вака јавно дека јас само се вратив таму каде што припаѓам. Тоа го објави и Вест и тоа е вистинската формулација за тоа што барам јас во театарот. Се вратив таму каде што припаѓам. Се вратив во театарот кој го оформил мојот дедо, во театарот во кој во неговите звездени мигови учествувала и мојата покојна мајка Анче и јас како трета генерација и се уште несретнав човек, особено од театарот, кој има нешто против тоа. Напротив, дури сум и воодушевен од односот нивни кон мене. И ја чувствувам нивната радост и среќа што ќе работиме заедно и што повторно се мувам тука низ тие театарски ходници таму каде што припаѓам. Затоа и МНТ не драмски? Заради се ова што го... Па не мора да ти кажам дека јас добив покана да речеме пред 2-3 години од директорот на драмски театар, господинот Роберт Велјановски, но не бев подготвен тогаш. Тоа беше пред 2 и кусур години.
И еве оваа брачна игра што направиме со Весна, некако не само што ме врати физички на сцената, но туку ми ги врати и оние подзаборавени фајлови во мојот мозок што Затапени театарски сетила? например мирисот. Например мирисот театарски. Еден е театарскиот мирис. И во Никарагва, и во Бразил, и во Јапонија, и во Прилеп театрите исто мирисаат. И повторно го почувствував тој мирис. Тој е оној креативен мирис, оној мирис на уметност, оној мирис на задоволство. Секој влегување во театарот за мене беше задоволство. И кога бев млад, и еве повторно на средни, да не речам стари години, повторно се чувствувам весел кога ќе влезам, особено во вака концепирам театар како што е МНТ во моментот. И сите овие душебрижници што се јавуваат, што кажуваат дека театарот е во голема криза и дека не било никогаш пострашно, треба јавно да ги разуверам дека не се во право и дека своите политички фрустрации би било подобро да ги лечат на некое друго место, а не таму каде што најмногу боли, каде што е културата, каде што е уметноста, каде што е националното. Знаеш ти што значи да зборуваш против македонски национален театар? Зборуваш против самиот себе, особено ако си актер. Како е во новиот театар? Ти се допаѓа ли како изгледа и како е на сцената таму? Мирисот е ист, но ако направиш споредба, например, со стариот МНТ, како би ја опишал разликата? Не, стариот МНТ е само една монтажна барака која била направена привремено исто како и имево наше. Не беше за 2 месеца, па остана 20 години. Така и тоа направено е привремено, па ќе ја правиме денес, утре, заутре и остана. Театар Центар е реновиран неколку пати, ама Добар ден. Око на ТВ Нова. Во оваа емисија имаме еден гостин. Еве ја најавата за него. Си бев шекерче јас, првенец на Ацо Јанче. И бев трајче на конј, малечкото партизанче. И бев звезда во скок, во драмски бев, како во гето. И не излегов, јас опивето. Поред Шекспир, Фейдо, Јуџин Онил и Сашко Насев, а јас, колобрат и млад, и зелена трева пасе. И пев другар и брат, ортак и кум, пријател гринго, а децата ме викаа Чичкото Бинго. И почнавме
животот и јас да трчаме трка голема без препреки, без кочници, 100 приказни и подочници. Не ми е жал и би посакал бар уште еднаш. И пев, пијан и луд, среќен и горд, на моите гени, со страст патував сам, пишував блуз и љубев жени. И доктор знам, ке внимавам и после се да бидам добар. Ама, еве, за олдску му избегав на мојот гроба. И се уште животот и јас си трчаме трка голема без препреки, без кочници, 100 приказни и подочници. И не ми е жал и би посакал бар уште еднаш. И би посакал, живи се, ако може, бар уште Почитувани гледачи, верувам дека ќе се согласите од следните 40 на минути се премалку за се што има да каже Игор Џамбазов. Актер, шоумен, пејач, композитор, писател, со еден збор жива легенда. Игор, добре дојде во ТВ Нова. Добро вечер, добар ден на сите гледачи на ТВ Нова. Иако јас со тоа легенда, само што се ви правам? Што знам, имаме и ние легенди, ама мислам дека легендите завршија со дедо ми Петре, со таа цела една генерација. Ние сите се трудиме некако да навликуваме на нив и да го направиме барем дел од тоа што они го направиле во своите животи. Така да, легенда е малку претешка квалификација. Не сум среќен кога ми ословува така. Да не те фалам премногу на почеток на емисијата, но многумина те сметаат за посебен. Различен од сите и можеби неповторлив. Тоа го прифаќам. Повеќе отколку легенда. Те представив така. Честито вработување. Како што разбрав, денови очекуваш првата плата како редовно вработен во Македонскиот народен театар. Така, јас сум дел од проектот Македонија вработува тројката. Зарем до сега беше хонорарец? Актер, почетник, како Бев невработен. Значи, 1987 година на 15 јануари, заедно со мојот пријател, колега, другар Бранко Ѓорчев, бевме примени во Драмскиот театар.
Таму работев до 93 година. Тоа е веројатно времето на моите најголеми театарски успеси тука, чија си Грефили Шприцер, не знам, Женски оркестар и други многу представи. Таму мирисаше не само на театар, мирисаше и на други работи што не се примерни за театар. Мирисаше на канализација, мирисаше на старо, на дотраено, и мислам дека е вистински потек што и таму ќе се прави нешто ново. Таму е сега театар комедија, но мислам дека тоа место во центарот на градот заслужува еден подобар објект. Инаку овој новиот театар е, сите што доаѓаат да ја гледат брачна игра викаат од моментот кога ќе влезеш до моментот кога си заминуваш, имаш чувство дека си дојден во светски театар. Ти се допаѓа стилот, личи на оној стариот театар што го градел Личи е Петар птен, па Првички. овој театар е правен според проектите што се останати од тоа време. Јас сеќавам дека во дворот на мојот покоен дедо Петре имаше камени, маски, лустери, сијалици, се што успеале да спасат после земјотресот. И среќа се сочувани тие проекти и мислам дека главниот архитект се има служено со нив. Освен некакви нови преправки кои се заради технолошките напредоци, тоаш немало тоа што постои сега во смисла на техничка опрема на театарот на представите, значи светло, музика. Можеби тука се направи некои мали отстапки, но мириса на театар. Се чувствуваш навистина ексклузивно и како актер на сцената и како публика во салонот. Помина и театарот и уметноста како и се во државата и во општеството низ една своевидна трансформација, криза, транзиција. Се врати ли достоинството на актерот како професија после се ова што се случи низ сите години? Помина и ти низ разни фази, лично. Да. Може ли денеска актерот да се чувствува достоинствено како уметник во Македонија? Ама знаеш како, Горан? Оние што сакаат да се чувствуваат. Оние кои априори не сакаат да влезат во зграда. Што значи тоа не сакам да влезам во Македонскиот народен театар? Ја не го разбирам тоа. Слушнав режисери што велат дека не сакаат да режира во Македонскиот народен театар само заради тоа што таа зграда била толку чинела и така натаму. Тоа се глупости. Македонскиот народен театар може би единственото културно место во Македонија во кое сега за сега немам слушнато муавет за политика. Нема ни бифе. Знаеш ти што значи театар без бифе? И веднаш таму ургирав, викам, луѓе, не можете да правите добар театар без бифе. Ако не правиш трансфер од драмски. Не. Зборувам за следното. Ништо ние не сме научиле на времето од Академијата за драмски уметности. Ништо. Апсолутно ништо. Се учевме во драмски театар, ги гледавме представите, а подоцна одевме во бифето да слушаме што зборуваат глумците за сцените што ги одиграле вечерта, што ние имавме среќа да ги гледаме. После проба се собиравме, значи бифето е дел од создавањето на театарската уметност. И многу големи представи се направени во бифе. Во последен момент, но не е битно, направени се во театарското бифе. Еви последниве години културата се врати, односно стана еден од државните приоритети, се отворија нови театри, се изградија објекти, се вработија нови актери млади, но сепак дел од театарските уметници се незадоволни и гласно критикуваат. Зошто? Спомна дека да се критикува МНТ значи да се критикува сопствениот идентитет. Па да, јас имам, да речеме, пријатели и од еднава, условно и од другава страна, кои се радикални во своите политички ставови, кои гласно размислуваат, и тоа е нивно демократско право. Не се сложувам ни со едните, ни со другите, затоа што сметам дека уметникот своите ставови треба ги искажува ни својата уметност. Јас тоа го правам низ моите јавни настапи, моите концерти, кои се, да речеме, неколку месечно низ Македонијава, во своите книги, во интервјуа вакви јавни. Уметникот треба да се занимава со себе и со уметноста. Има кој да се грижи за оваа држава. А ако веќе толку сакаш да си експонирам во тоа, и ако толку сакаш да докажеш дека овие не се во ред, па јас сега ќе ги сменам, легално е, оформи си политичка партија, направи програма, пријави се на изборите, па ќе да видиме кој си и што си. И затоа се деновиве, Горан, се актуелни тие незадоволства на некои од моите колеги кои се бореа со години за својата кауза, а сега ги нема на листите. И сега до завчера беа за Македонија, за културата, за македонското, за семето да не ни се сотре, а сега кога ги нема на листите, сваќаме дека они биле само за себе и за своите
лични интереси. Политиката е се уште од женски род. Политиката е курва, а мене од кури ми е преку глава и затоа уште 2002 година кога се проба во политика. Кога се проба во политиката и кога навистина за сосема малку не влегов, заради тоа што немав буџет, објавив дека нема се занимавам веќе сериозно со политика. Јас сум сега политикант еден кој со своите другари коментира дома што се случува на политичката сцена и се уште најомилена емисија во Македонија ми се сите снимки од комисиите во парламентот, сите директни преноси на пленарните седници, така натаму. Тоа е се уште најголемото шоу и едно време им љубоморев на политичарите, но сега јавно ги повикувам да ги тргнат своите нечисти раце од телевизијата и од медиумите, затоа што тоа е местото каде што ние треба да бидеме. А тоа ќе го подкрепам и со тезата дека во секој време ќе бидам подобар политичар отколку што се тие глумци. Така да секако сум 3 чекори пред нив. Како се справуваш со огромните дози на лицемерие? Ги чувствуваш ли воопшто? Па една од работите што мене најмногу ми пречи, што е, буквално ја мразам од нота на душата е тоа лицемерие. Особено во мојата професија. Значи, има колеги сега, актери, кои да речеме, значи јас можам да ги прифатам ставовите на актерите и од левава и од деснава страна, да можам да прифатам ако тој актер вреди. Ако знам дека носи багаж со себе, како што има и од левава и од деснава страна. Но кога полуостварени театарски работници ќе зема да се бават со политика, тогаш не е добро за театарот. Сега е поплава од тие некои типови што никогаш не биле ни глумци, ни режисери, ни драматурзи, ама ете си го нашли своето место во политиката и тие се сега тие што го креираат. Тие се мејнстримот. И тоа е малку смешно, затоа што ние главните играчи се тргнати настрана. Знаеш како викат во Источна Македонија, биди паметен, прави се будала. И можеби не е тоа мојата звезда водилка, но ете ќе научи човек по нешто. Сега пред некој ден прочитав, не знам дали знаеш, таа е една најпозната старлета во историјата, Ана Никол Смит, Плейбој за јачица. Плейбој за јачица, која се омажи за 93 годишен милиардер, кој почина после една година и она си го бараше своето богатство од 1,5 милиарда долари. Таа една никаква старлета има кажано една голема вистина, која вели: само паметниот знае кога треба да биде глупав. Само паметните во овој момент знаат кога да се прават глупави. Што мислиш ти? Мене ми беше тешко да се определам. Не. Јас имам свое мислење, си го чувам за себе. Кај пишува дека јас треба да го кажам моето мислење? Каде тоа пишува? Или што променија овие што го кажаа своето мислење? Еве, јас си го чувам за себе. Што пишуваат на Facebook, а синхронизираат турски серии. Например, или што играат во филмови, направиме свој избор, свој шоу, за свој имаме таленти пејач. за пеење. Имаме се. Еве сега овој проект ќе докаже дека ние на вистина сме имале се. И мислам дека националните телевизии кои онака не малтретира со тоа неколку години, ќе сватат дека сгрешиле. И јас го чекам тој момент кога ќе сватат дека сгрешиле и еве оваа национална телевизија на која ќе оди нашето шоу, барем малку ќе се искупи за она што ни го правеше 4 години. Мислам, на 2 август да ти пее Лепа Брена цел ден. Тоа го нема никаде. На телевизија. А оди во Охрид ти пее Аца Лукас точно на 2 август. Или Цеца. Па нека пее на 27 јули, нека пее на 8 август. Значи не мора пее на 2 август. На Илинден. На Илинден. Кога ја спомна македонската опера и балет, во животот смени многу професии, односно играш многу улоги, но не знам, малкумина знаат, јас го најдов како податок, ако не е така, демантирајме, дека ќе се пензионираш како актер, но почна како балетан. Те бива и за балет? Да, кога преминував од драмски во МНТ, МНТ беше решен да ме прими, но немаше место меѓу актерите, но имаше едно испразнето место во балет. А тогаш беа, нели, ОЗТ балет, ОЗТ драма, ОЗТ технички служби и ОЗТ драма, на тоа иста фирма. И така јас примав плата од балет, имав и своја балетска гримиорна, гардероба, со кревет, со монитор, со се, која делев со
2 балерини и ми беше прекрасно. Научи да играш малку или не? Не, но други работи научив. Ке ми дозволиш ли да бидам индискретен и да продолжиме вториот дел од интервјуто и со прашања за твојот приватен живот? Повели. Испеа многу песни од Време за плачење преку Скопје, Матка Сара и обратно до каква е мојот оваа пат, ситуација? До мојот пат. На последната Бубамара безмалку ја расплака публиката. Дали животот на Игор Џамбазов е тажна приказна? Никако. И секој кој ќе го свати така, го прави тоа за да се утеши себе си. Немеќе ја не успеав во живота, ама еве и оваа будала не успеа. Зошто? Јас се сметам за реализиран и среќен човек. Тоа што можев да направам многу повеќе во животот, тоа е моја грешка. И јас си ги сносам последиците. Но јас сум среќен човек затоа што имам оставено нешто зад мене, што не смрди. Многу ми не оставаат нешто зад себе што смрди. Јас оставив неколку книги. Кога ќе заминал овој свет, сигурно ќе бидат 10 книги, 200 песни, Кој е твоето најголемо 70 представи, промашување 100 концерти. На професионален и на приватен план? На професионален план најголемо промашување ми е Джиш. Џамбазов Игор шоу, кој беше најавувано на националната телевизија и заврши во канта за отпадоци. Јас дозволив да бидам изманипулиран, излажан и така натаму. На крај сватив дека немам никаква поддршка, дека македонската телевизија во тоа време се занимаваше со избори и така натаму. Него ни завршиме договорот како што треба. И едноставно таа една идеја што се провлекуваше низ мојот мозок со години и за која бев навистина подготвен, не успеавме да ја реализираме. Многу ми е жал и јас сум го кажал многу пати дека тоа го сметам за најголемиот неуспех во животот. На приватен план, па сум имал доста работи, што сум можел и без нив. Но не се каам за ништо. Може би тоа, секогаш го спомнам и веројатно ќе спомнам до крајот на животот. Може би, што нема едно мало џамбасче. Може би тоа е мојот најголем неуспех. Да. Мислам дека беше... Се чувствуваш нереализирано како човек, бидејќи не создаде семејство? Па, Дури да. една баба нели ти рекла во некоја пригода, Да, Игоре, жал ми е за тебе, ништо не направи во животот. Претпоставам направи. мислела на тоа, да. на формирање Па, семејство. ако мислела на ова другото, тоаш не е во ред бабата. Ако ништо друго, барем се знае што сум направил. Никој не ми подарил мене ништо во животот. Се откажа од таа намера? Може би не е доцна. Па не сум се откажал, ама кандидатки, славо стоиме со кандидатките. Има кандидатки што се откажале. Не, тоа е завршена приказна. Завршена приказна и заради тоа што за такво нешто треба да се најде вистинската кандидатка. Има некои што од кариеризам би сакале да го направат тоа и јавно ми кажуваат дека од мене им треба само сперма во епрувета и дека сакаат да родат моје дете. Но мислам дека тоа сепак треба да биде производ на една љубов, на една страст, барем на нешто. Не може туку така да правиме. Има време или се чувствуваш престарен? Има во представата Собирен центар една гениална реплика, вика деца се прават со глава, а не со она што секоја будала го има меѓу нозете. Јас се почитувам таа реплика на Душан Ковачевиќ. Се чувствуваш престарено? Не. Не, но се чувствувам стар за да почнам да се занимавам повторно со тој проблем. Тоа е веќе завршена приказка и мене ми е многу жал, се надевам дека ми е жал и на некои луѓе што сметаат дека ете така, мојот наследник би бил така нешто посебно и тоа не мора ништо да значи. И од мајката зависи, нели? Како функционираш по операцијата? Каков ти е биоритмот? Па добро се држам, добро. Добро, редовно пијам терапии. Цигарите ги смалив колку што можам, алкохолот го пијам сега само со повод, ако има некоја седенка, некој ова. Почнав да се движам, морам да вежбам, нозеве да ги вежбам. Сега пешачам, да речеме, 2 пати дневно и убаво ми доаѓа. Првите година дена, кога бев слабо подвижен, се чувствував така. Викам, леле, готово, вака ли излеа крајот. Дека ќе се мачам вака. И затоа и се залетав веднаш после операцијата да го правам тој несреќен џамбо фестивал. И едно 40 дена работев од утро до мрак и повторно завршив кај Жан Митрев и тоа беше црвен картон и сватив дека не смеам да се играм повеќе со своето здравје, треба да се дозира она што сакаш да го направиш. Но знаеш да се опуштиш од време на време, нели? Да.
Машка менструација, ја викам јас таа. Трае 10 до 15 дена, еднаш во годината. Дисциплиниран, Кој ќе преживее, До горна ќе граница. прераскажува. Да, имав таква една машка менструација ова лето во Радовиш, на рибникот кај Таушанови. Па од таму скокна малку и до Струмица, малку до Гевкелија, во таа моја, во тој дел од Македонија што јас најмногу си го сакам. Направив се што не смееше да се прави за тие 15 дена и се вратив на старите патеки, повторно со терапија и со ова, луѓето кои ме прашаат каде беше на одмор во Радовиш. Игор, Вие каде бевте? Игор, статистиката го бележи она што може да се изброи, нели, број на објавени книги, песни испеани. Да, неумолива е премиери одиграни. статистиката, неумолива. Да, и тоа веројатно има точна бројка на се. Од она што не може да се изброи, туку може само да се предпостави. Си помислил некојаш колку алкохол поминало низ твојот стомак? Па тоа тешко може да се пресмета. Во литри, во... Не, какви литри, не. Многу повеќе. Многу повеќе, дури некој пресмета од нашите пријатели од времето кога ја правевме Хавана бенд со Зеко и Пиже, Шток ми бејби и така натаму. Некој пресмета дека сме испиле 7 шлепери шток. Но тоа беше 1990 и некоја, сега сме 2016. Не, шегата на страна. Многу алкохол. Само да ти кажам, јас се уште уживам во секоја голтка добар алкохол. Добра домашна ракија македонска. Се уште уживам во секоја голтка. Мене не ме привлекува состојбата од која ќе се напиеш алкохол. Мене ме е позната таа состојба, или те боли глава, или ти се повраќа, или Мамурлук е мамурлук. мамурлук. Но мене се уште ме возбудува секоја голтка кога ја пијам таа